8 е часот и 41 минута и како што веќе ви најавив, веднаш по утринските вести и по блокот на реклами, се враќаме во студиото на Алфа телевизија и си продолжуваме со вториот разговор за ова утро. Денеска 10 мај е светскиот ден на физичката активност. Токму за значењето, за важноста на физичката активност за здравјето на луѓето, ќе зборуваме во следниве 20 на минути. Сакам само да кажам дека докторите советуваат дека за добар имунитет потребно е добар сон, здрава исхрана и секако физичка активност. Ова утро, на моја огромна чест и задоволство, гостинка во студиото е доктор Весна Трајчевска-Локвенец, специјалист по спортска медицина, која што ни доаѓа од Здравствен дом Скопје и е воедно раководител на службата за спортска медицина. Весна, добро утро. Добро ни дојде во утринската програма. Знам дека си ранобудна, дека не беше проблем рано да станеш утринава и да ни се приклучиш тука во студиото. Ке дадеме неколку совети, ке дадеме кус осврт околу важноста на физичката активност за здравјето на луѓето. Веднаш со првото прашање. Колку е важна физичката активност за еден здрав живот? Вие како доктори тоа секогаш го советувате, нели? Ние го советуваме, меѓутоа кој колку слуша и колку прима такви информации и податоци, тоа е друга работа. Со оглед на тоа дека кај нас нели во денешно време имаме многу деца кои што се занимаваат со спорт, некои продолжуваат и понатаму како професионални спортисти, некои прекинуваат, кои се разочарува, кои заради одредени причини, меѓутоа па имаме и многу рекреативци кои што исто се многу активни во спортот и дури мислам дека се и многу поактивни во однос на порано, ама се уште немаме некоја култура за да кажеме дека кај нас, нашата нација, е физички активна. Инако, ако гледаме физичката активност, тоа е било која телесна активност, која што служи за зголемување или одржување на физичката форма, за доброто здравје и за добро состојба. Што значи дека придобивките од физичката активност се големи. И едни од причините кои што се зошто да се физички да бидеме активни, секако е за одржување на мускулната маса, за намалување на телесна тежина или одржување на телесната тежина, како превенција од депресија, значи сепак за добро здравје и од тој аспект, значи исто влијанието на кардиоваскуларниот систем. Сето тоа можеме да кажеме дека не може да спречи, меѓутоа може малку да влијае на подобрување на општата здравствена состојба и со тоа да се намалат оние цивилизацијски болести во денешно време, како што се дебелината, високиот крвен притисок, срцевите болести, кардиоваскуларните болести, болести предизвикани со циркулацијата и секако некои невролошки заболувања. Денеска е светскиот ден на физичката активност, на спортувањето. Да го честитам прво денешниот ден, бидејќи Весна сте си докторка по спортска медицина. Ме интересира од која возраст е потребно, најрана возраст, може да почнат децата веќе со физичка активност и која е горната граница на возрастните за да се занимаваат со, да кажеме, некој спорт? Не можеме да кажеме до кога. Додека можеме, така? Така, секој вежба, значи онолку колку што може и онолку колку што се чувствува млад. Значи ние имаме и млади кои што немаат никаква физичка активност, па се чувствуваат како стари, а имаме и стари, што многу често на денешно време, нели кога ќе ги видиме на кеј, и пешачат, и трчат, и возат велосипед. Да, и возат велосипеди, значи тие се чувствуваат млади. Колку ти е млад духот, толку и ти ќе се осеќаш млад. Меѓутоа, за од кога се почнува, од кога се почнува, и за тоа нема некоја одредена возраст, меѓутоа се смета дека се почнува со оние индивидуални спортови кои што каде што детето не е во група за да може да извршува наредби, значи не може да го слуша тренерот што ќе му каже во групата како да се прилагоди спрема другите деца, значи сепак се оние индивидуални спортови, карате, тенис, џудо, има повеќе спортови кои што меѓутоа најбитно е првично да се почне, мислам, со развивање на моторичките способности. Постојат и кај нас одредени групи или клубови каде што од најрана возраст почнуваат, а се подоцна се видело дека се многу битни
Затоа што ако детето друго било порано. Порано ние сме оделе надвор, па сме играле, па сме се качувале по скали, по висини, па сме се спуштале, па сме се лизгале. Значи сето тоа имало влијание. Сега на денешно време децата не ги немаат тие играња надвор на љуѓашки, значи немаат развиено некои многу јаки моторички способности. Тоа сакав да прашам, значи од која возраст се препорачува физичка активност, ама не професионално. Значи не да се занимава детето со некој спорт, туку еве вака, како што кажа на лулашки, најверојатно кога ќе проводи, така? Така. Затоа викам, значи тие моторички способности се тие на тие 3-4 години или на 5 години, затоа што потоа децата веќе секој е индивидуално. Некој може да развие и желба за уште тогаш да почне да спортува во одреден клуб, се додека само детето не посака, значи не може родителите со сила да го натераат. Колку и да сакаме ние на пример да нашето дете да се занимава со спорт, ако тоа не сака, не може. Значи нема да ги исполнува наредбите кои што ќе му ги зададе тренерот, тогаш е само губење на време. Али кога ќе дојде во една возраст каде што веќе почнува самото да си осознава, дури самото си се определува за кој спорт сака и каде сака да биде, мада во денешно време и многу често одлучува другарите. Значи каде одат другарите, па таму ќе оди и тој. Значи почнал фудбал, па потоа се префрлил на кошарка затоа што на фудбал не одел никој, оделе другарите на кошарка или на одбојка, сеедно. Меѓутоа ние велиме, што и да е, важно нека почне да вежба. Да. Е така, седечкиот начин на живот е ризик за многу болести. Кои? Кај нас, како што кажа на почеток, значи не сме нација која што е физички активна, нели? Според вашите, предпоставувам, имате истражувања, си водите некоја статистика во Заводот за спортска медицина. Кои болести се добиваат од седење? Значи, кога немаме физичка активност? Ако се навратиме уште од античко време, еве, истражувањата кои што таму ги правеле, некои истражување кои што е од 1949 до 1953 година правено, значи кај луѓе кои што биле од иста социјална класа и статус и во зависност од нивната работа, значи нивната професија. И сега они се ориентирале на автобуски кондуктори и на возачи на автобус. Значи истата работа ја работат, меѓутоа возачите на автобус биле со седечка работа цел ден, а кондуктерите биле со постојано со движење. И значи во текот на тие 4 години колку што траело испитувањето се видело дека автобуските кондуктори значи имале многу помал ризик од срцеви заболувања затоа што биле постојано во движење, за разлика од стапката на срцеви заболувања која што била кај возачите на автобусите. Тоа бил најобичен пример, меѓутоа тоа истражување понатаму и повторно го повториле и во подоснежните години и се увидело дека навистина е така. И затоа велам дека физичката активност можеби нема да ги спречи болестите, меѓутоа во секој случај или ќе ги одложи или ќе им го забави нивното развивање. Затоа и велиме подобро е да се спречи отколку да се лечи. Во секој случај физичката активност ни подобрува кардиоваскуларниот систем, ни подобрува циркулацијата. Со тоа и велиме дека ќе се намалат тие срцеви заболувања, а ќе се намали и крвниот притисок. А со тоа ќе се регулира телесната тежина, значи секоја вишок на телесна тежина, која што дебелината во денешно време е глобален проблем, не само кај децата, туку и кај возрастните. И со самото намалување, со самото зголемување на телесната тежина се намалува и самодовербата кај луѓето. Токму тоа сакав сега да зборуваме. Кога со воведувањето на физичката активност, да кажеме на почетокот, малку е тешко, нели, додека се целата онаа рутина додека се стекне. Меѓутоа кога веќе ќе ни стане рутина или дел од секојдневното живење, има многу физички и психолошки придобивки. Така. Здравствените работници може да кажат дека физичката активност или вежбањето е зависност која што ствара чуда. Значи, ако еднаш почнеш да вежбаш... Единствена позитивна зависност, така да кажем. Така, да. Ако еднаш почнеш да вежбаш, не верувам дека ќе прекинеш. Затоа што точно вежбањето во организмот ги лачи оние опиоидни субстанции, ендорфини, допамин, серотонин, кои што предизвикуваат чувство на еуфорија. Затоа секогаш после вежбање, значи ние се осеќаме расположени, затоа велиме и дека физичката среќни, да. И тоа тие опиоидни субстанции остануваат и неколку дена после вежбањето. И затоа нас расположението во тие денови ни е добро. И тоа што велиме зависност. Значи, после веќе неколку дена, кога веќе прекинато е лачењето на тие ендорфини на кои што организмот бил навикнат, значи повторно имаме потреба да одиме да вежбаме. Значи, одам да вежбам, да се чувствувам
психички, нели? Посрекна, порасположена, во повесела. секој случај, ја тоа викам, човек кој што не вежбал, не знае какво е чувството кога ќе се заврши со тренинг, ќе се истошираш, ќе се седнеш пред телевизор или било што. Ама проблемот е да се почне. Проблемот е да се почне. Значи никогаш не да не биде оној синдром од понеделник. Нели така. од понеделник ќе почнам да држам диета, од понеделник ќе почнам да вежбам. Вежбање, да. Значи, ако сега зборуваме за вежбање, значи најдобро е да се направи во истиот момент. Било каква физичка активност. Знаете како, има различни луѓе, значи во зависност и од прагот на толеранција за издржување на физичка активност. Секој е различен, значи ние не можеме да бараме од некого кој што има разлика во прагот на толеранција на издржливост на зглобовите и на мускулите. Значи некој може да има многу голем праг на толеранција и да издржи 2-3 маратона да ги трча во краток период и да нема никаков проблем. Ама има некој кој што прагот на толеранција им е многу низок, па они можат да имаат проблеми при 20 минутно џогирање. Што значи, затоа викам, секој човек е различен. Ама никогаш не треба да чекаме некој друг да ни одреди програмата на вежбање. Самите треба да си бидеме, самите треба да си го направиме програма и начин како да функционираме. Ако јас можам да издржам 10 минути да пешачам или да трчам, тогаш не треба ништо да правам повеќе од тоа. Затоа што да се разбереме и прекомерното вежбање и прекомерната физичка активност понатаму си има свои последици. Па многу често ќе слушнеме тој беше цел живот спортист, па одеднаш што му се случи. Затоа што сите тие работи кои што се прекомерни, а во денешно време има многу напорни тренинзи, поготово ако зборуваме за професионални спортисти или фудбалери, сите овие што ги гледаме на надпревари, што се и лиги шампиони и европски лиги, значи тоа се максимални оптеретувања каде што имаме и надпревари и тренинзи секојдневни, среда, недела надпревари, кои што понатаму ако не се доволно дозирани и доволно одредени точно колку време треба да трае и како треба да биде и начинот на спиење и начинот на исхрана на тој спортист, значи понатаму може да дадат последици и во срцевиот ритам, може да дадат последици во срцевата фреквенција, па да настане пореметување и на мускулите, мускулни нарушувања и многу е битен исто интензитетот и заздравување, јачината на тренинзите помеѓу две заздравувања од мускулни повреди. Да, затоа што зборуваме малку затоа што кај нас знаете како има деца кои што сакаат да учествуваат во некој надпревар, сакаат да играат и сега кај нас во клубовите нема лекари, апсолутно. Значи лекарите се гледаат само на надпревар затоа што делегатот не може да почне надпревар без да има лекар, да. Меѓутоа лекарите не служат само за тоа и затоа велам дека не е работа да се праша детето добра ти е ногата, демек можеш да играш, можам да играм. И значи сепак треба да се прегледа. Ни доаѓаш од Заводот за спортска медицина, раководител си на таа институција. Имаш поминато многу прегледи, значи во твоето работно искуство. Кои се најчести деформитети со кои што доаѓаат дечињата на овие систематски прегледи? Добро, знаете што како, гледате секојдневно? Така, да, ние се оние основни прегледи кои што ги правиме секој во зависност од возраста на децата, значи имаме едни прегледи кои што ни се за најмала возраст, едни прегледи се за тинејџерска возраст и на крај нели оние што се над 15 години, кога веќе сега морам да се пофалам дека после долги години на спортска медицина добивме тредмил траки, значи стрес тестот ни е веќе со траки, каде што стварно, мислам, можам да се пофалам дека испитувањата ни се онолку колку што можеме ние и се трудиме да биде се на ниво. Со сите тие испитувања ние досега откриваме некои пореметувања, без разлика за што станува збор, праќаме понатаму нели на некое испитување, меѓутоа многу е битна и соработката од родителите. Доколку родителот смета дека сето тоа му е непотребно, губење на време, затоа што имаме и такви родители. Така, да, значи доколку се утврди дека треба нели нешто да понатаму да се испитува, имаме родители кои што многу сериозно ќе сватат таа ситуација и ќе направат понатамошни испитувања, меѓутоа имаме родители кои што доаѓаат каде што им е битна исклучува потврдата за дека тој има дента надпревар и он мора да ја добие таа потврда. Значи не е битно тоа што му го зборуваш и дека тоа е за негово здравје и се, не е битно. И затоа многу и одат по приватни, одат и по други прегледи, само за да добијат таа потврда. Апсолутно не се сложувам со тоа, значи јас затоа викам и сестра да ми е, значи јас нема да ја дадам таква потврда, значи додека не ја прегледам. Така. И од тој аспект, значи, многу работи се откриваат. Се откриваат најчесто нели деформитетите на кои што им укажуваш во таа возраст кога се фаза на раст и развој, и кифози, и сколиози, меѓутоа тоа пак повторно велам, колку слушаат.
Така. Се откриваат и некои срцеви шумчиња кои што понатаму нели ќе се испратат да се види од што е причината на срцевиот шум, има ли причина, нема причина, пореметување на срцева фреквенција, те брадикардија, те тахикардија, па да се види зошто е како е, па понатаму ги испраќаме по холтери, па висок крвен притисок, без разлика дали е млад. Значи, одеднаш гледаш има висок крвен притисок, па откриваш зошто, што е причината и рековме секако дебелината. Кај нас жалосно е што јас тоа викам, ако треба да дадам јас потврда на деца кои што спортуваат реално како што е според правила и прописи, јас треба на 70% да не дадам. Значи, само 30% се оние кои што исполнуваат услови за активно. Ама ајде си викаш, ако и ние спречиме, тогаш нема да спортува. Не е одењето и запишувањето во клуб за да ослаби. Одењето во клуб и спортување ако сака да спортува детето, ако има желба. Само што кај нас е друго. Го запишавме во клуб да вежба, да тренира, пошто еве го се здебели. Седи дома само на компјутер и само на игрици. Тоа е кај нас запишувањето во клубови. Така. Весна, она што е физичка активност, на оние спортови кои што се запишуваат кај нас децата, значи од пливање, од карате, споменавме, тенис, најатрактивните кошарка, фудбал, ракомет, нели таква нација сме да кажам. Колку често е потребно да се оди на преглед по спортска медицина? И како тече еден преглед? На овие што се најмала возраст, значи до 14 години, тие доаѓаат и на 4 месеци. Поготово фудбалерите се најредовни од тој аспект, ако можам да кажам. На 4 месеци им се прегледите и за сите тие 4 месеци кај нас нели во картонот си стои и затоа велам убаво е кога доаѓаат постојано на исто место затоа што се следи состојбата. Ако денеска дошол тука, утре отишол во друга амбуланта, па знаете како, ние во моментот нешто ќе кажеме, па тој ќе рече па мене таму ништо не ми кажа, ми рекоа дека се ми е во ред. После излегува, знаете, овие немаат друга работа, па сега нас ќе не шетаат или ќе не праќаат дополнително затоа што им текнало. Меѓутоа 3 пати во годината на тие мала возраст и на тинеџерска возраст веќе доаѓаат, нели над 14 години доаѓаат на 6 месеци и на 6 месеци е за било кој спорт исто. Значи дали станува збор за професионален или за рекреативен, значи сепак и 6 месеци е доволно за да се спореди како било претходно, како е сега. Дали направил промени некој во начинот на тренирање, во начинот на вежбање, значи ние одма според кога беше во периодот на короната, значи многу често спортисти, деца нели млади, ќе ги прашавме дали уствари има ли некои заболувања што претходно биле, нема. Ќе рече нема. И кога отпосле ќе видевме промени некој на ЕКГ и прашуваш да не случајно имаше корона, па имав 2 дена температура и толку. Значи колку последици имаше останато од короната, страшни на срцето и затоа викам, значи друго е кога имаш претходни испитувања, па можеш да споредиш. Пред крај ни е некаде времето, брзо ни помина овие 20 на минути. Познатата водителка Опра Винфри еднашка кажа дека пешачењето е најдобар спорт, најдобра вежба. Дали се сложувате со тоа? Да, секако, затоа што за пешачење не ви требаат нити пари. За било каде клуб, например, или академија да се запишете, еве дете да запишете или било кој, значи ви требаат да платите чланарина. Овде не ви треба пари, сами си одредувате кога одите на пешачење, сами одредувате кога се враќате, сами си одредувате што ќе бидете облечени, значи од никого не зависите. Иако е докажано дека многу подобри ефекти и постигнувања се постигнуваат кога вежбаме заедно со други луѓе. Без разлика дали се познати или непознати. Еве, зборуваме и во теретана. Значи многу е подобар ефектот и подобро е чувството на задоволство кога вежбаш со луѓе отколку кога вежбаш сам. Сосема на крај за кратко, имам уште 2 прашања, ама сакам да бидејќи се интересни и се доста актуелни за посетување на теретана. Децата и адолесцентите сега нели се во таа некоја возраст кога сакаат да си го дефинираат мускулите на телото, да или не? Зборуваме за детска возраст и од кога? Посета на теретана и за крај совети до нашите гледачи. Многу често доаѓаат кај нас и тоа не доаѓаат адолесцентите затоа што сами сакаат да дојдат и да се испитаат, затоа што одат во теретана, туку родителите буквално ги носат за да слушни совет од доктор. Дека одењето во теретана во секој случај не е проблем. Меѓутоа, затоа реков уште и на почетокот, ако е со точно одредена програма и точно одредени и дозирани вежби. Меѓутоа, во таа возраст, кога е возраст на уште на раст и развој, значи кревањето на тежина е проблем.
Значи коските растат, мускулите растат и секое кривење на тежина, а тие сакаат да направат мускули, нели, да бидат убаво набилдани, меѓутоа тоа може да се постигне само со исхрана. А сите други вежби да бидат за дефинирање на мускулатурата. А ако станува збор за анаеробно вежбање, значи за одење на трака или возење на статичен точак, тогаш апсолутно не е никаков проблем. Од било која возраст тоа може да го прави. Меѓутоа, кој би било ефектот на идење теретана ако биде на трака или на возење велосипед, кога истото тоа може да го прави надворна во природа? Така е. Значи, они одат во теретана заради добивање на мускулна маса. Тука мораме да го заокружиме веќе разговорот. Благодарам што ова утро беше заедно со нас, со нашите гледачи. Дадовме неколку совети и го одбележивме денешниот ден, денот на физичкото здравје. Јас се надевам дека физичката активност сепак ќе преовлада и кај сите оние кои што можеби се размислувале дали да почнат или не. Затоа велиме 15-20 минути во денот, макар и до продавница да отидете пешки, барем од нешто почнете. И ако малку барем од ова од нешто влезе во мозокот на луѓето, ќе знаат дека сето тоа што можеме да го спречиме, да не го лечиме. Да имаме, значи да бидеме позитивни спрема нашето тело, спрема нашиот ум, да бидеме во добро расположение и секогаш да се грижиме и за она што го јадеме, што внесуваме, како изгледаме и сето тоа ќе ни предизвика нели една голема самодоверба која што понатаму ќе ни овозможи и добро расположение. Убава порака за крај. Благодарам уште еднаш.